беше дното на македонското правосудство. Тоа е големиот пораз кој не се случи во мандатот на оваа власт, од која не можеме да ги сега на некој начин поправиме работите. Распаѓањето на СЈО, одењето на Катица на место библиотекар, ни направи јасна ситуација дека ова тело мора да се поништи, да се заврши мандатот на истото. Ни оддалеку не ги оправда своите очекувања, а сите вработени кои беа дел од тој систем, на некој начин согласно закон беа префрлени на работните места од каде доаѓаа, меѓутоа и по примерот на Ленче Ристовска, и по примерот на многу, едноставно гледаме дека истите тешко се снаоѓаат во правосудниот систем. Односно, се ствара антагонизам кој мора да се докаже, како во случајот Ленче Ристовска и Советот за јавни обвинители, за кој денес разговараме, односно бираме член. Кандидатот, како дел од тоа јавно обвинителство, нормално не е јавен обвинител, меѓутоа во стручните служби, не можеме директно да го врземе со СЈО, меѓутоа останува некако и тој момент да виси. Посебно брзото напредување во кариерата за 5 дена повеќе скалила напред и големите хонорари за кои беше тајна, меѓутоа нели кога нешто ќе пукне, пукат и тајните и може да видиме дека соработник, односно службеник, земал хонорар од фантастични 30.000 евра плюс плата. Платите беа огромни, многу поголеми од јавното обвинителство, од Советот за јавни обвинители и повторно тој антагонизам како да е нормален. Да не се навраќам на СЈО, таму секогаш ја спомнувам оваа симпатичната торбичка Луи Витон. Парите никогаш не ги видовме, не знаеме каде завршија парите, знаевме дека има торба, знаевме дека беше полна со пари, знаевме кој ја зема торбата и наеднаш торбата ја снема. А вака симпатична кафеава Луи Витон торба, што стана символ за СЈО. Од друга страна, партизација, хајки политички помеѓу политичките опоненти и така натаму. Да не чуди тоа што довербата во правосудството по последните мерења беше 3%, што укажува на алармантна состојба во судството, односно мораме да бидеме, повторно ќе потенцирам, многу внимателни кои бираме за тие институции. Кој ги потикнува членовите да се јават на овие конкурси, кој ги регрутира и на крај краишта дали реално имаме политички влијанија при изборот на овие кадри, како што денес бираме член на Советот на јавни обвинители. Мораме да обрнеме внимание на кој начин ги бираме тие членови, затоа што видовме дека едноставното кревање на 61 глас, односно 61 за, не е гаранција за успех. Дури и свесното бирање на партиски членови често пати
не е гаранција дека и тие членови ќе бидат лојални барем на владеачките партии. Тоа што се случува во Советот, Судскиот совет, јасно укажува на борби внатре во партиските редови на СДС и ДУИ, кој да заземе каква позиција, односно дали одредени дејања ќе се случуваат во судство или нема да се случуваат. Дали некој претходно нешто договорил и сега треба да се заврши работата, или ќе се почитува правото, или нема да се почитува, едноставно работите се измешаа. Жалам што актерите од тие сапуници останаа на недоречени изјави од типот се знае на што мислам. Според мене, таа изјава од, не знам дали е председател уште или е претходен председател, Весна е сериозна изјава, повторно во јавноста, односно на седница, пред камери, почитуваната госпоѓа кажа дека се знае што е причината за смена. И тука наведе на повторно тие некои влијања. И оваа изјава мораме сериозно да ја сватиме, затоа и поднесовме информација со барање да видиме што се случува во Судскиот совет, што се случува во Фелата, затоа што тоа индицира дека за некој предмет во Судскиот совет се направени два блока. Едни кој смета дека одредена судија треба да биде разрешен, затоа што вака и онака судел, и друга група кој смета дека истиот судија не треба да биде разрешен и поправо ќе ја разрешат председателката на Судскиот совет, отколку да се дозволи постапување по одреден судија. Ако тоа е индицијата, барем тоа јас го разбрав вака од медиумите, тоа е сериозно. Тоа е сериозно, кое како собрание ние сме должни да го расчистиме, затоа што ако сакаме да ствариме ред во правосудниот систем, барем ние како собрание во однос на членовите кои ние ги бираме или сме ги избрале, мораме да бидеме до крај предпазливи. Не се сомневам дека и тука ќе се јават одредени групации кои размислуваат различно од мене, меѓутоа во животот има едно правило: во дадени околности дали го направи тоа што можеш максимум да го направиш, ако го направиш, тоа е тоа. Тие се околностите, ние мораме да се обидеме и во процедура да ги ставиме овие работи, и затоа се потпишав на таа информација за разгледување на состојбите во Судскиот совет, за да се расчистат овие работи. Не под типот јасно е, туку тоа јасно да се каже и како собрание да постапиме, ако е јасно, што се случува во тие органи. Во спротивно, се сведува на личен каприц, кога ќе ме разрешат, ќе проговорам, и тоа повторно внимателно дозирано, за да не пак настрада одреден таму чинител, и повторно ќе имаме квалификација која нејасно ни дава до знаење на што се однесува. Тоа не смее да се случи, мораме прецизно да постапиме. Затоа што влијание на интереси е многу сериозна тема. Ние имаме сериозни проблеми во државата. Гледаме дека ни сите граѓани мислат добро на државата, ни сите од надвор мислат добро на државата, и во такви ситуации не смееме да оставаме одредени институции да бидат ставени на
времето, а времето гледаме дека не ги решава проблемите во овие институции, туку ги мултиплицира, затоа што не ги решаваме проблемите, односно исклучоците стануваат пракса, а лошите пракси стануваат проблем. Ова го тврдам затоа што гледаме дека многу сериозни ситуации во Република Македонија немаат никаква разрешница. Пред се мислам на тоа што јавно ни кажуваат нашите пријатели од Европската Унија и од Соединетите Американски држави дека проблем број 1 во оваа држава е корупцијата и криминалот. Не дека ќе ја решиме, никој не ја решил, меѓутоа државата буквално како да не покажува интерес за борба против корупцијата и криминал. Да ги поедноставам работите, актерите во оваа приказна се јавноста, медиумите, собранието, Државната комисија за спречување на криминал, јавното обвинителство, судовите и потенцирам Судскиот совет и Советот за јавни обвинители на Република Македонија. Овие две последни, Судскиот совет и Советот за јавни обвинители, за кој денес расправаме, односно бираме член, се клучните во алката. Затоа што овие тела во суштина наназад треба да го движат целиот процес и да овозможат борба против корупцијата и криминалот. И тоа да не се сведе таа борба на политичка пресметка на оваа влада со претходната влада. Туку да ја тераме таа борба, да се расчисти криминалот на секоја претходна влада, меѓутоа и да не заустануваме за 1-2 мандата колку ќе трае мандатот на одредена влада. Туку и во време на владење на одредена влада, сите корумпирани и коруптивни афери кои имаат подлога да бидат процесуирани и соодветно да добијат завршница. Зашто велам завршница? Затоа што веќе и ние некако како пратеници малку стекнавме многу поголемо искуство, гледаме дека на некој начин имаме борба со корупцијата, имаме јавност, имаме медиуми кои отвараат секојдневно афери, во собранието ние дискутираме, збориме, меѓутоа секогаш го имаме пластот, имате имунитет, може да зборите што сакате, тоа што го зборите е нерелевантно. Иако покажуваме одредени докази, перцепции и така натаму. Истиот проблем го има и Државната комисија за спречување на криминал. Баш во овој момент тече расправа за нивното работење и тие викат, ние се што ќе стигне до нас, ако има основано сомнение дека е направен криминал, процесуираме и процесуираме до јавното обвинителство. И толку. И баш имав дискусија со председателката, дали ние како пратеници и дали они како Државна комисија за спречување на криминалот си заврши работа, што ќе кажеме дека има корупција и криминал. Согласно закон, да, не можеш повеќе да направиш. Меѓутоа, ако нешто гледаш дека е навистина така и не се постапува по истото, односно некаде постои кочница на криминалот и корупцијата, на некој што треба да биде независен, тогаш мораме да најдеме механизми како тоа да го смениме. Или да го смениме законот и за Државна комисија за корупција, и за јавни обвинителство, и за судство, за да тоа профункционира. Затоа што сегашните закони на некој начин им створија можност на криминалците и корумпираните политичари без проблеми да си владеат и да си делуваат. Зашто го тврдам тоа? Затоа што секогаш ќе најдете тројца јавни обвинители од високо обвинителство и максимум 5 судии и да ја завршите работата, односно се она што сакате да се закучи, ќе се закучи, се она што сакате да го процесирате, ќе го процесирате без разлика дали имате докази или не. Тоа е клучниот проблем. За ова да не се случува, посебно влијание имаат Судскиот совет и Советот за јавни обвинители. На кој начин се закочуваат делата? Едноставно, подопрен глас, ДКСК, опозицијата, било кој ќе поднесе одредена пријава. Таа пријава
може да биде отфрлена, може да биде процесуирана од јавното обвинителство. Тоа процесуирање може да трае со време и да застаре, односно да изгуби од свое значење, затоа што нови афери и едноставно ова ќе се заборави. Под притисок на доказите, под притисок на јавност, ако овој филтер се мине, а немаме и реакција од органот кој сега го формуваме, односно за кој бираме член, не гледа Советот на јавни обвинители дека тоа се прави, дека одредени предмети се чуваат во фиока, застаруваат, не се приложуваат одредени докази, едноставно не оди постапката, не се постапува согласно надлежностите на Советот за јавни обвинители тие да се опоменат, да се отстранат јавни обвинители или да се избркат од работа, едноставно тука ќе се заврши работата. Во ситуација ако овој филтер на јавно обвинителство помине и се поднесе пријава до судот, односно заврши таа предистражна постапка, имаме веќе постапка, судот може да се јави како кочница. Едноставно судот, едно рочиште, второ рочиште ќе ја заборави, трето рочиште застарело делото, повреда на правото, повреда на постапката, апелација ќе го врати, ова трае со години. Јасни ни се механизмите на кој начин корумпираните политичари во спрега со не повеќе од тројца обвинители, 5 максимум судии може да ја завршат работа. И сега, многу ми е криво што целата перцепција, цело јавно обвинителство, цело судство го ставаме во исти кош. Имате граѓански предмети и таму има проблеми и тие треба да се расчистуваат, меѓутоа ова што е клуч, висока корупција во моментот, никако да најдеме решение. Едноставно тука сме немокни, а најповикани органи се Советот за јавни обвинители и Судскиот совет. Тука без пардон. И затоа беше во Судскиот совет проблемот со отповикувањето на председателот. Едноставно, никој паметен правник не помислил дека ќе се створат кланови во Судскиот совет и таму ќе се испотепаат еден клан со друг клан. И што е трагично, нема постапка. Председателот никој не го обвинува за нешто, имало нарушени човечки односи. Сегде ги има. Нема прекрашување на некои закони, на постапка, на деловник. Едноставно, собереме мнозинство и менеме. Некако како да направивме демократијата да биде дефектна во оваа наша држава. Не е секогаш да имаш 61 во собрание, да имаш мнозинство во Судскиот совет и тоа да ти биде крајен производ, може да правиш што сакаш. Смешни се оние предмети кои служат за шоу, морам да кажам, во јавноста. Ни се случуваат сериозни афери, сите зборат, никој не поднесува пријава. Сите во државата зборат за криминал, нема допрен глас до јавното обвинителство, тоа ми е вака најсимпатично. Кога сакат можат за 24 часа да допре гласот до јавното обвинителство и сами да покренат иницијатива за гонење на висок криминал. Меѓутоа, кога некад цела јавност да се сврти наопачки, на глава, нема реакција од јавното обвинителство. Најсимпатично ми е кога имаме медиумски покриеност на одредена афера, национална телевизија на истражувачко новинарство, одлична емисија, гледаност, гледаме таму 100.000. И јавното обвинителство не видело. Не видело дека се приложуваат документи, се приложуваат докази, реакција нема. Спомнав дека Државната комисија за криминал, за спречување на корупција
нема надлежност поголема тоа да прекршечно гоне кој пријавил, не пријавил имот или да поднесе само до јавното обвинителство. И реков, депласирано е кога од владеачките партии на нас од опозицијата ќе ни речат поднесете обвинение до јавното обвинителство. Мислам, поголема брука во овој момент, поголем срам не може да биде, затоа што од 100 поднесени, 0 реализација и едноставно залудно е опозицијата да поднесува предмети до јавното обвинителство, кога знаеме дека таму има филтер кој ги селектира сите наши дописи до јавното обвинителство и по ниту еден нема да биде постапено. Не велам дека тоа не било пракса и порано, не знам како било, што било, меѓутоа во моментот во кој живееме, тоа е реалност. И тоа е срамот за нашето правосудство и тоа се тие фантастични од 1 до 3% доверба во судството, во кој ни членовите на фамилиите на актерите не веруваат во судството. Зашто ова го тврдам? Затоа што додека подпредседател на Советот за јавни обвинители ќе каже дека Судскиот совет подпредседателот ќе каже дека тоа што се случило било проблем на женски суети, една многу невкусна изјава. Во меѓувреме немаме реакција на 160 милиона евра загуба во мрежата за електрична енергија. 160 милиона евра некој потрошил во државата електрична енергија, не платил сметки и за тоа немаме реакција. Тоа е веќе во ред се тие дворски игри, меѓутоа ова е веќе сериозно. Кога немате реакција на 160 милиона евра, тогаш веќе не знам каде отидовме како држава. Некој земал струја, трошел, крадел, не платил сметка и направил по дистрибуција 160 милиона евра, која сметка, пазете, сите ние како граѓани ќе ја платиме. Тие на крајот ќе влезат средства во регулаторна комисија и сите ние ќе мораме да ги платиме овие потрошени киловати електрична енергија, затоа што едноставно на некој му се сака, а системот не реагира. Јавно обвинителство не реагира, судот не реагира, советите не реагира. Допрен глас има, реакција нема. Милионски суми на евра украдени од фирми за набавка на струја, реакција нема. Дополнително плаќаме пенали затоа што земавме, односно крадевме струја од Европската дистрибутивна мрежа, реакција нема. Една од подобрите емисии Код, сега да не правам реклама, меѓутоа со докази и јасно беше кажано дека се злоупотребува енергетската криза при набавка на јаглен, нафта, газ. Милионски суми, разлики во цени, наместени тендери, нафта со сумнителен квалитет, производство на нафта од распадливи материи, гуми со карциногени својства и така натаму, во продажба. И сето тоа не знаеме дали има реакција од јавното обвинителство, дали е оформен предмет, дали се прави истрага или не се прави. Значи, милионски суми, веќе со милиарди почнуваме да
правиме проблем за проневери, реакции нема. Проблем имаше и со гасот. Една фирма набавува, друга набавува, соседна држава, нема следење на берзанските вредности. Сите укажуваат дека цените паѓаат, ние купуваме по скапи цени. Повторно допрен глас има, гласот никако да допре, дело нема. Синоним за проблемите во државата стана автопатот Кичево-Охрид. Проектиран на 350 милиона евра, за кој опозицијата тврдеше дека е криминал, корупција, преценати вредности. Досега, колку време работеше сега опозицијата, сега толку време работи на автопатот и позицијата, цената на автопатот стигна фантастични 600 милиона евра. За 45 километри автопат се гради, автопат нема. Како собрание моравме до 2023 да продолжиме рокот. ЕВК е веќе пола година помина. Тоа што го гледам јас, многу тешко да завршат до крајот на 2023 година. И се поставува прашањето како со борба против корупцијата. Искрено не знам дали има предмет за овој автопат. Кој го води тој предмет? По која постапка? Затоа што веќе 12 години го градиме истина. И не е изгледа. Затоа што дуплирани, предуплирани трошоци, резултат нема. Никој не одговара. Само констатираме дека сме имале проблеми при изградбата на автопатот. Проблемите биле и од претходната влада, проблеми имало и сега. Се наслушавме на изговори трасата промашена, па трасата не е промашена, промашени клучките, па стручен аспект дали треба да има толку клучки, дали ќе биде тоа регионален или автопат, регионален пат, мислам. Милион отворени теми за кои дебатираме, дискутираме, разговараме, меѓутоа никако да стигнеме до моментот дали има криминал во тој проект. Кој го направил тој криминал, колкав е тој криминал. Се направи фама во оваа држава дека трошоците за автопат можат да бидат растегливи од до, меѓутоа тоа од до е од 3 милиона евра, што е некоја нормална цена за автопат во рамничарски услови, до 20 милиона евра. И сега, кога имате ваква растеглива цена, секојаш ќе кажете, лоши се теренските услови, секојаш има непредвидливи работи и така натаму и така натаму. За да слушнам во една друга комисија вчера, така случајно, браќајќи се, гледајќи снимка од Собрански канал, една наша колешка од позицијата рече имаме проблеми со имотно-правни односи. Не ја спомнувам, меѓутоа ќе најдам ситуација да издебатирам со неа. Тие имотно-правни односи се основа за криминал на тој пат. На некој начин, вака интерно комуницирајќи со вешти лица од сферата на шумарството, дознав дека на направени вештачења и донесени одлуки за исплата по основ на оштета за шума, се прават нови тужби со кои се утврдува процена на кубатура, односно колку дрва се исечеле, а дрвата ги нема никаде. И во таква ситуација судот суди дека наводот на новото вештачење е исправен. Одма поставам прашање како се мереше дрво кое не постои. И како
е направен тој вешт навод, по основ на која методологија и како судот го зема тоа за релевантно. Во разговор со колегите констатирав дека на некој начин се направени спреги помеѓу вешти лица, адвокати и суди за тоа да се претплати, надплати и за некој дебело да профитира. Судска пракса, 20% зголемен дрвна маса, 20% зголемена нова методологија за процена на вредност и ова станува ланец. Нова денационализација. Едноставно, цените одат плафон, некој си прави профит. И ова е изговор за повреда на постапка, а ова е основа за проневера на пари. Знаете, иста работа, како ја гледате. Ова сигурно ќе се истражи еден ден, јавно гарантирам, од аспект на припадник на шумарската фела, дека не може да се мере дрво кое е пресечено и не постои физички. По која методологија е работено, ќе видиме. Свесен дека малку се оддалечувам од темите, меѓутоа повеќе сум револтиран затоа што ни се случуваат проблеми во правосудството. Ќе се вратам на темата зошто Советот за јавни обвинители на Република Македонија, судскиот совет се многу битни за власта. Затоа што кога имате толку многу афери отворени и кога на големо се зборува и по медиумите и во јавноста, кога тоа го потврдуваат и меѓународните релевантни институции кои мерат перцепција на корупција, кога тоа го гледаме секојдневно, јасно е дека некој сака да стави рака на капата. Точно врвот на пирамидата завршува во јавното обвинителство со Советот за јавни обвинители на Република Македонија. Оваа тело, надлежност, реков му е избор на јавни обвинители, но и разрешување на јавни обвинители. Е, тука е клучето. Значи, власта мора по секоја цена, ако знае дека има корумпирани политичари, ако знае дека има корумптивни афери, да има влијание, односно контрола на Советот на јавни обвинители. Преку тоа влијание, во суштина се прави тивок притисок врз јавните обвинители. Тие секогаш знаат дека ќе бидат разрешени од својата функција ако не постапат во интерес на бизнис елитите. И тука не е проблем. И затоа не кеме да го решиме поимот истакнат правник. Затоа што тука под истакнат правник, кога ќе избереме некој, во суштина тој истакнат правник мора да му биде благодарен на мнозинството. Мора да биде благодарен на тој што ќе го избере. Мора да биде благодарен за тоа што му е доверена функција, која можеби никогаш во животот не е заслужува или не може да ја биде. Дел сигурно не спаѓаат во тој ков, меѓутоа некој ќе си ја искористи оваа можност. За ова да се надмине, ќе ни треба многу работа, ќе ни треба волја, ќе ни треба начин како да излеземе од оваа ситуација. Не сум сигурен дека сме на правиот пат. Тоа дисциплинирање на јавните обвинители, на судиите, барање на соодветни подобни јавни обвинители и судии кои понатаму гледаме вртоглаво напредуваат во кариерата и ги реизбираме од едно на друго место повисоко,
затоа што предпоставувам одработиле. Полека како одминува мандатот, како добива финале. Финалето се вика автопат Коридор 8 и дел од Коридор 10. Ако претходно зборев за милионски суми на основани сомненија за криминал, за непостапување, конечно стигнавме и до милиардите. Проценатата вредност на автопатот е 1,3 милиарди без средства за денационализација, експроприација, без средства за минерални суровини, без средства за ДДВ, без средства за акцизи, без оптеретување дополнителни трошоци за работници, без трошоци за камати на кредитите, затоа што сите овие обврски кои ги спомнав без кои не се во цената се обврска на Република Македонија. Експроприацијата преку ноќ на брза трака ќе не чини минимум 2 до 3 пати повеќе од колку што реално вреди. Меѓутоа, тромоста на администрацијата, потребата за брзо градење е изговор дека мора да се смени концептот, да се суспендира правото и на брза трака да се стави оваа процедура. Сакавме да интервенираме со амандмани во однос на овие предложени закони и тоа го направивме во Законот за минерални суровини, меѓутоа тоа не наидува на одобрување кај мнозинството, кај владата. Во рете имало пракса и досега да се овозможат минерални суровини на инвеститорот, на изведувачот. Не можам да кажам дека не било пракса, иако тоа се сериозни суми на средства. Меѓутоа, нејасно беше во целата приказка зошто после рокот за изградба на одредена делница или на целиот автопат, изведувачот ќе може да ги користи плюс 3 месеци овие минерални суровини. Тоа му овозможува и никаде во законот не стои дека тој може да прави бизнис со овие минерални суровини. И во време на работењето и после изработката на автопатот. Досегашната пракса за ослободување од ДДВ се сведува веќе на секоја ставка, а дополнително па дури и на увоз на автомобили, истото се однесува и на акцизи. Ова се сериозни ставки во коштањето на еден автопат, затоа што многу машинерија, многу потрошена нафта и целата таа нафта изведувачот ќе може да ја набавува без да плати акцизи на државата. Значи, тоа се приходи кои условно државата се откажува. На некој начин дури му возможуваме и авансирање на изведувачот, односно сериозни 120 милиона евра за да почне да работи и тој ќе работи со парите на Република Македонија. Вообичајната пракса беше да се обезбедат кредити и со помош на тие кредити да се гради. И обично тоа се кредити кои беа многу поблагопријатни од Европската банка за развој. Имавме искуство и со кинески кредити, каде каматите беа 2 до 3%, а сега државата мора да се задолжува со комерцијални кредити, каде што каматните стапки во моментот се од 7 до 9%. Многу поскапи пари кои ние треба да ги земеме и да ги инвестираме во автопатиштата. Ангажманот на работници 60 работни часа едноставно ќе ни створи многу проблем, затоа што ќе видите тоа е невозможна мисија. За работниците ќе се јават многу повреди, многу несакани ситуации, не дај Боже.
загрижува фактот што сме направиле и договор, односно консултантот направил договор во кој според опозицијата плаќаме пенали, според власта, ако не испочитуваме обврските, ќе се зголеми цената. Едно те исто. Меѓутоа, веќе се пробиени некои рокови и веќе треба да плаќаме, ајде, ако милувате, повисоки цени. Во цената не се опфатени ставки кои стои цена празно, односно тек ќе се јават дополнителни трошоци затоа што многу цени се варијабилни и едноставно не можете да ставите фиксна цена. Меѓутоа, тоа што можевме да го видиме сега во наводници, не сме го виделе договорот, меѓутоа тоа што е од цвиркачи, цената за ископ на еден кубен метар земја е 3 пати повисока од цената која работи Гранит во момент. Сите сме за автопатишта, меѓутоа не дека во државата нема градежен факултет, не дека во државата нема луѓе кои ја разбират ова проблематика, не дека е во државата баук да се пресметат одредени цени, барем во моментот. Нормално тие цени се флексибилни и ако се направи таков договор, тие цени ќе се менуваат. Ние едноставно имаме ситуација каде што многу работи се отворени. Владата, за да ја пресретне ова ситуација, затоа го зборувам ова и овој предмет, рече ќе го доставам договорот до јавното обвинителство. Тој договор не се доставува до пратениците, меѓутоа до јавното обвинителство се поставува прашањето ако е класифициран податок, на кој начин тоа е направено, не дека е невозможно. Меѓутоа, реакција од јавното обвинителство нема, иако од ДКСК ни беше кажано дека имаат оформено предмет и дека реагирале, меѓутоа не знаеме дали повторно стигнато до јавно обвинителство. И таман работа ако јавното обвинителство не виде дека има паков предмет во државата, затоа што веќе секој знае поприлично за овој предмет, меѓутоа реакција немаме. Зашто го кажам ова? Затоа што повторно како јавното обвинителство да не се јавува како сито, што може да помине, што не може да помине. И зашто го коментирам ова? Затоа што ова е обврска на Советот за јавни обвинители да процени дали тоа сито реално постои и дали вакви предмети со вредност милиарда кусур, милиарда и 300 е дел, веќе ви кажав дека има многу други трошоци, веќе е 2 милиарди, со непредвидените трошоци ќе оде и до 3, слободно го тврдам тоа, ќе ми го чувате за збор, и немаме реакција. 3 милиарди евра е многу за ова држава. 3 милиарди евра може да направи многу проблеми во иднина. Ја спомнав Државната комисија за спречување на криминал, едноставно луѓето викат поднесовме пријава и за овој предмет и за многу други. Меѓутоа и тие креваат раменици. Ние си ја направивме нашето од 30 на предмети за висока корупција на постоечката влада. Само 4 имат некоја судска постапка. Пола од останатите се на разгледување, поголем дел одбиени. Значи и овде знак прашалник дали ситото на вистина не постои, едноставно некој не го користи. Нашата улога како собрание е многу значајна во целава постапка,
Затоа што ние можеме да направиме надзорни расправи за било која проблематика во државата и од областа на извршната власт, нивниот делокруг, и од областа на судство. Затоа што и ние не сме најпаметните и најповиканите да разговараме за се, можеме да дадеме свој личен допринос со своите дискусии, меѓутоа треба да ги користиме овие надзорни расправи за да повикаме вистински професионалци и да се увериме во исправноста или неисправноста на тезите кои ги поставуваме. Колку и да имаме лошо искуство со тие надзорни расправи, едноставно секогаш ако власта милува нешто да ставе на брза трака, тоа ќе го направи и ќе каже на надзорната расправа било што да дискутирале луѓето, произлезе дека ние сме во право. Нешто слично како ова новата концепција за образование, која гледаме дека пука по сите шалови, а меѓутоа и покрај надзорната расправа ние видовме дека никој не го есапи собранието, односно никој не ја зема во обзир таа надзорна расправа, дури и не можехме да изнесеме заклучоци од таа расправа, па на некој начин створихме проблем од една од најбитните комисии за образование, наука и спорт. И се уште сме на почетокот, дали треба заклучоци, кој ќе ги изработи заклучоци и така натаму. Ние можеме да повикаме на интерпелација и на одговорност било кој сме го назначиле, а многу актери се поврзани со собранието, ќе видиме на кој начин ќе оди нашата иницијатива за информација за разгледување со состојбите во судскиот совет. Се надевам дека ова преписка помеѓу Ленче и Советот на јавни обвинители нема да ескалира и нема да произведе потреба и тамо да интервенираме. А во Советот на јавни обвинители ќе се задржиме на овој избор на кандидати, за кој кажав дека не по вина на кандидатите, току по вина на законот не можеме, тешко можеме да се одлучиме за дали некој кандидат е релевантен за тоа место или не, затоа што на некој начин никој не го исполнува услов. Ке се вратам на конкурсот, ние во конкурсот бараме кандидат да приложи документација. Прашањето како ќе приложи документација дека е истакнат правник? Кога никој во државата не знае што е истакнат правник. Теоретичарите излегува дека има 10 истакнати правници, не повеќе по државата, професори. Меѓутоа, кога нешто не го дефинирате со закон, имате проблем. Тој проблем ни ствара сега кај нас една сериозна ситуација, да треба да избереме од истакнати правници, а не знаеме што е истакнат правник. И сега сме доведени во ситуација да го, и во ова моја дискусија, затоа правам паралели, состојба на правосудството, улога на собранието и овој избор. Да не се доведеме ние во ситуација, како пратеници, како собрание, да носиме одлуки, ќе спомнам по трети пат, кои ќе представуваат бензин на отворен оѓ. Само да ги влошуваме состојбите во Советот на јавни обвинители, како што е состојбата со судскиот совет, каде што веќе работата оттидена. Мораме да најдеме начин, расправата си тече, меѓутоа во меѓувреме мораме да најдеме начин и за толкување што е тоа истакнат правник, соодветно собранието да расчисти со овој поим, тоа да го вметнеме во закон. Нормално овој конкурс е распишан во време кога тоа не е дефинирано, да расчистиме дали конкурсот е релевантен, затоа што едноставно кандидатите не можат да приложат документ дека се истакнати правници. Приложуваат документи, препорака, оценки, достигнување вакви, онакви, не знаеме дали е тоа. И дополнително фактор дека како собрание веќе се изгубивме во својата работа, сме го утнале рокот од 30 дена да се свика седница на собранието, па соодветно на тоа и комисијата да се свика.
ние сме ги промашили роковите, што тоа е веќе наша проблематика и треба из ова соодветно да земеме став. Тука ни се законите, наша е моќта да ги менуваме законите, да правиме процедури кои ќе функционираат. Затоа што, знаете, ако гледаме дека никој не одговара пред законот, кога станува збор за овие сериозни теми, не знам, веќе не сме го ни спомнале оддамна, барем јас не сум слушнал дури ни на собрание, морална одговорност на актерите. Веќе моралната одговорност во државата, како никој да не ја спомнува. Гледаме несакани ситуации, во Грција имаше сообраќајна несреќа, морална одговорност, министрот за транспорт си поднесе оставка. Во Србија имаше несакана ситуација, некиме никаде да се повтори во образование, морална одговорност си поднесе оставка. Ниту една морална одговорност во државата. Ниту една. Толку ли ни падна моралот, па веќе тоа не го препознаваме како систем. Значи, во време кога никој не одговара за сторено дело, се навраќам повторно, висока корупција во моментот, морал тешко да очекуваме. Стигам полека до финалето на мојата дискусија. На некој начин сакам да понудам и свое видување, иако не сум правник, можеби тоа нема да биде најдобро срочено решение на проблемот. Овој оглас да соодветно тело или комисија или самото собрание, секретаријатот на собранието го оцени дали е се уште релевантен или не е релевантен, затоа што се поминати роковите по кој требало собранието да се произнесе. Тоа е број 1. Под број 2 мораме да дефинираме што е истакнат правник. Не е фер, кога ние како собрание не дефинираме што е истакнат правник, да бараме некој да ни достави документ дека е истакнат правник. Или понатаму да цениме дали некој е истакнат правник или не е истакнат правник, а не знаеме врз база на кои параметри ние тоа ќе го цениме. Ова е клучното. Ова во моментот ни прави најголем проблем. Понатаму, при избор на вакви членови, мораме, ако сакаме веќе демократизација на општеството, да го искористиме мерит системот. Односно, мораме да направиме мерливост на различностите. Мораме да дефинираме на кој начин, што, колку ќе биде вреднувано. Секогаш не е доволно тоа што го постигате во животот, затоа неопходно е и при овие избори да имаме јавно представување на кандидатите. Ова сериозно го дебатиравме при почетокот на расправата за уставни судии, затоа што не е веќе невообичајна пракса при изборот на ДКСК членови. Имавме искуство, гледавме дека тоа може да функционира. Во најмала рака, покрај достигнувањата, биографиите на овие кандидати, ние да видиме дали истите можат релевантно да се представат, односно да кажат свое видување за проблематиката и за очекувањата кои ги очекуваат самите од себе во однос на исполнување на своите функции како членови на одредена позиција. Значи, да направиме соодветно анкетирање. Колку и да звучи невозможно, не знам дали сме спремни овој парламентарен состав, мораме да ја смениме процедурата, а овие закони се носат со двотретинско мнозинство, да се најде општествено прифатливо
методологија, процедура за сите овие проблематики. И за избор на член на Совет за јавни обвинители, и за избор на член на Судски совет, и за избор на член на регулаторни комисии, и за избор на член на Уставен суд. Значи, секаде онамо кај што делегираме наши членови да ги дефинираме работите. Во моментот, ако не сме спремни на тоа двотретинско мнозинство, може би, знаете, ако нешто не можеш, не е срамно и да побараш помош. Не знам, може би правниците ќе ми се налутат, меѓутоа, уште на почетокот на мојот мандат, така прилично неспремен за оваа проблематика, во една ситуација коментирав на едно искуство од Косово. Значи, во Косово, почетокот на правосудниот систем им помогна пријателите од странство. Пред се од Соединетите американски држави и Европската унија. Тоа не беше ставено во закон, меѓутоа на некој начин овие развиени западни цивилизации кон кои ние тежнеме дадоа свое мислење за изборот на одредени кандидати по своји методологии кои беа релевантни и луѓето, односно Косово, почна да воспоставува многу понапреден систем правосуден од нашиот. Затоа што ние, место да го надградуваме правосудниот систем кој го имаме, ние го влошуваме. И ние правиме се за да ги направиме, односно реализира владата своите интереси. Ние правиме компликации на законите, наместо да ги решаваме проблемите. Ако тоа веќе го констатираме со лична одговорност, не е ова партиски став или морам да се оградам, може би ни треба и подршка од меѓународната заедница, зборам за ЕУ и Соединетите американски држави, да ни помогнат како да го надминеме ова што се работи. И тоа малку со подругачи методи, затоа што имаше едно сообщение од Стејт департментот во очи на случувањата на Судскиот совет, каде што рекоа малку вака вулгарно, меѓутоа многу искрено, премногу пари инвестиравме во македонското судство за ова да се случи. Затоа што се случи резултат нула. Затоа што највисокото тело, Судскиот совет, се распадна. Само од себе. Без никоја причина. И коментарот беше зошто се тие работилници, зошто се тие советување, зошто се тие нови опреми, зошто се тие тимбилдинзи, зошто се тие предавачи, зошто се тие компарации на различни правни системи, кога вие сте способни да уништите се за еден ден. Тоа е силен шамар против државата, против власта, пред се, против правосудството, затоа што ова е одразува состојбата во нашето правосудство. Ние можеме да правиме се и на крај па се да уништиме. Ние можеме ова со истакнат правник да го држеме 100 години. И секој ќе си го коментира од аспект кој ќе дојде на власт на начин на кој му одговара. Ние не сакаме како општество да ги решаваме проблемите. Многу битно, според мене, и проблематично, што исто така не се решава се буџетите на овие институции. Ако заклучивме дека тие треба да имат независни буџети и соодветни буџети, во ниту една ситуација не смееме да дозволиме, а тоа гледаме дека се случува, дека сите институции кои треба да имат независен буџет, и Судскиот совет, и ДКСК, и Советот за јавни обвинители, и регулаторна комисија имаат помали буџети од колку што треба. Сите се жалат на недостаток на кадар, сите се жалат на проблеми во своето функционирање. И на некој начин ни даваме само доволно пари за да преживеат, без развојни компоненти и да бидат зависни од политиката.
Тоа едноставно не води кон решавање на проблемот само од себе. Да побараме фелата да си го реши проблемот, што е легитимно, ако ние како политичари не можеме да најдеме решение. Меѓутоа, ќе беше легитимно, ако фелата само од себе и понудеше закони, може би и без подпис, да дојдат на вратата на собрание и да ги постават како такви, па да видиме кој е за реално независно судство, кој е против истото. И тоа е решение, може би и најисправното решение, затоа го оставив на крај, да фелата си понуди решение на проблемите, меѓутоа фелата ги дополни, барем тоа што го гледаме последно време, ги мултиплицира проблемите. Во едно излагање при решавање на овие проблематики беше јасно истакнато дека кога бираме вакви членови, законодавецот го мислел следно: истакнат професор, истакнат судија во пензија, судија на меѓународен суд, истакнат адвокат, така натаму, на крај истакнат правник. Коментарот беше дека по овој редослед треба да се одвива изборот. Што значи, ако се јави истакнат професор, да не може да биде победен од истакнат правник. И затоа се наредени под тој ред. Меѓутоа, кај нас сосема различно го толкуваме. Па имавме избор на уставни судии, каде што професори беа условно поразени од истакнати правници. И на кој начин ние ќе очекуваме во иднина да ни се јават истакнати професори, да ни се јават професори во пензија, судии од меѓународни судови, адвокати на овие позиции, ако ние ко собрање не го почитуваме овој редослед. Примерот со ДКСК може би, доколку се надогради, представува некоја основа од која треба да тргнеме. Таму имавме интервју, барем ги слушнавме пред да ги бираме кандидатите. Не беше тоа класичен мерит систем, меѓутоа на некој начин беа сублимирани во расправата сите достигнувања на кандидатите и се постигна каков таков на некој начин избор без некои дополнителни галами. Според мене и колку поголемо мнозинство ставиме во изборот на вакви кадри, толку ќе биде релевантноста на истите поголема, па дури и двотретинско мнозинство. И тоа одма да кажам дека сум и свесен дека тоа многу тешко ќе се обезбеди. И потребни ни се механизми што во ситуација кога не може да се обезбеди двотретинско мнозинство, односно соодветна методологија што во таа ситуација. Дали постепено да паѓа тоа мнозинство се до 61 кој е сегашното решение и на некој начин да обезбедиме што е можно поголема поддршка на кандидатите, од што е можно повеќе пратеници во собранието во даден момент, за да интегритетот на тие луѓе биде што е можно поголем. За жал, реков, изборот со уставните судии не ни даде многу за право да се надеваме дека имаме капацитет како собрание да ги надминуваме проблемите. Факт е дека
беа испразнети места, меѓутоа не и по наша вина беше запоставен но тоа празнење на места во Уставниот суд, не како вина на собрање, туку повеќе како вина од аспект на внатрешно организирање на собранието во однос на комисиите. Не знам дали веќе ќе стане пракса ова процедурата да одиме со одредени гласања без да ги следиме устанатите, меѓутоа се надам дека во оваа ситуација немаме таков проблем, затоа што се имат јавено малце кандидати и на само еден кандидат, што јасно укажува на тоа дека веќе нема интерес за овие места, затоа што никој не верува во непристрасноста на собранието, односно правиот избор на кандидати. Тоа околу решењето што го имав да го кажам, на крај да сублимирам. Според моје очекување треба конкурсот да се повлече или во најмала рака одреден орган од собранието или одредена комисија да процени дали конкурсот е релевантен во однос на тие 30 дена. Ке ни помогне како комисија, без разлика дали е позитивно или негативно, за продолжување по однос на работата. И клучното е, веќе кога функционира во законот истакнат правник и кога бараме документ за потврда дека некој е истакнат правник, тогаш имаме проблем. Ниту еден од кандидатите не може да достави документ дека е истакнат правник, затоа што не е дефиниран што е истакнат правник. Верувам дека и кандидатите добро го прочитале конкурсот и никој не напишал дека за себе е истакнат правник. А толкувањето на собранието во однос на тоа што барем релевантно е дали има научна работа, проблематично, никој нема научна работа. А ова свое јавно делување и професионална работа, тоа е толку широко што се плашам дека, иако е ставено или, ќе ни направи повеќе проблеми отколку да ни помогне. Сериозни предизвици пред нас, сериозни предизвици пред собранието на Република Македонија. Може да се дебатира, дискутира на оваа тема многу, затоа што самата состојба со правосудството во моментот кога ова го носиме, ни најмалку не ни одговара. Имаме проблеми во судскиот совет, имаме отворени препокувања за сериозни теми во Советот за јавни обвинители, имаме судство со доверба 3%, имаме лош рейтинг како држава на сите листи за корупција, немаме никаква иницијативност во однос на решавање на високата корупција во моментот, иако тоа од нас го барат и Европската Унија и Соединетите Американски држави како најголеми поддржувачи на Република Македонија. Во такви околности ќе завршам со тоа што почнав. Треба да бидеме многу внимателни при овој избор. Да не допринесеме за дополнително влошување на состојбите во правосудството. Ке заврши расправата, ке гласаме
ќе донесеме одлука. Ако таа одлука после видиме дека е допринос за влошување на работите, не сме направиле ништо. Како и да заврши изборот, двете проблематични точки, истакнат правник и рокот за конкурсот, остануваат не по вина на кандидатите, туку по вина на процедурата, како точки за кои секогаш ќе се навраќаме, сме имале проблем, а сме можеле да го решиме. Меѓутоа, не сакаме да ги решаваме проблемите, тоа го видовме, затоа што овие работи ги констатиравме и при други избори, затоа што веќе при крај мандатот, едноставно влегувавме во последната година, техничка влада, 100 дена влада, пржинска влада, едноставно веројатноста да изборите да бидат парламентарни, председателски во исто време, веќе толку многу го скусува рокот за делување, што не значи дека не треба да работиме, меѓутоа ова што во моментот го работиме да биде добро сработено, онака како што треба и на интерес на македонската јавност. Благодарам.